Интересни факти за рамноденицата. Ова е првиот ден од есента на северната хемисфера. Следните 6 месеци овој дел од земјата ќе биде изложен на помалку директна светлина од сонцето, а температурите ќе се намалуваат од недела на недела. За да го означиме почетокот на ова годишно време, еве неколку интересни факти за него. Рамноденица. Зборот рамноденица означува кога должината на денот и на ноќта е иста. Тоа се случува 2 пати годишно, на 22 септември и на 20 март. На есенската рамноденица, центарот на сонцето е над хоризонтот точно 12 часа. Но се смета дека тоа изгрева дури и кога ќе се појави само неговиот горен дел, што се случува неколку минути порано. Истовремено, на заеди сонце, потребни се неколку дополнителни минути за тоа целосно да исчезне. Сепак, во моментите на почетокот од изгре сонцето и крајот на заеди сонцето, она што го гледаме е всушност одраз од атмосферата. Годишните времиња постојат бидејќи земјата е навалена. Годишните времиња постојат поради навалувањето на земјината оска од 23,5 степени. Летото на северната хемисфера е времето кога врвот е насочен кон сонцето, додека на првиот ден од есента, кон сонцето е насочен страничниот дел од планетата. Трикови со јајца. Постои мит дека на првиот ден од есента јајцата може да стојат исправени поради необичната гравитациона сила. Според некои легенди, метлите исто така може да стојат исправени на овој ден. Вистината е дека јајцата и метлите може да стојат исправени на овој или на кој било друг ден, но тоа зависи од самото јајце или од метлата. Некои јајца и метли го имаат обликот кој го овозможува ова. Проблеми со сателитите. Иако рамноденицата не влијае врз јајцата, некои сателити се ранливи на промените. Многу сателити кружат околу екваторот, па кога сонцето свети директно на нив, необичното количество радиација може да доведе до побавна комуникација. Ваквите проблеми може да се случат и неколку дена пред и по рамноденицата. Тогаш се славела Нова година. За време на Француската револуција, револуционерите се обиделе да направат радикални промени во општеството бидејќи не сакале да зависат од христијанските традиции. Тие почнале да го користат метричкиот систем и во 1973 година почнале да користат нов календар според кој годината започнувала на 22 септември, еден ден по годишнината од прогласувањето на Франција за република. Наполеон го вратил грегоријанскиот календар во 1806 година. Не е секогаш на 22 септември. Рамноденицата најчесто е на 22 или 23 септември, но има исклучоци. Таа била на 21 септември во 1931 година и во 2000 година, а повторно ќе биде на 21 септември во 2022 година. Есента ќе започне на 24 септември во 2303 година.